Вработувањата во администрацијата се трулеш, а ДУИ и СДСМ се филијали за вработување, оценува Ѓорги Илиевски, пензионираниот просветен инспектор кој деновиве будно ги следи случувањата со вработувањата и стручноста на кадрите во државниот сектор. Во Македонија години наназад царува трендот на иселување на младиот стручен кадар, но затоа пак партиите на големо работат за згрижување на своите војници, посочува инспекторот. Морам да кажам дека е ова еден голем трулеш на вработување на некомпетентни, нестручни партиски лица, политичките партии, СДСМ, ДУИ, што се заедно, тоа се филијали за вработување и затоа имаме таква ситуација на една нестручност, некомпетентност и едноставно жалосно е тоа што се случува. Правите лица не можат да дојдат до израз и затоа поголем дел од младите и си напуштаат и си одат од нашава држава. Недовербата на граѓаните за стручноста на администрацијата се гледа по реакциите на социјалните мрежи, а се актуализира при секое потврлување од нестручни вработени во државниот апарат. Во агенцијата за вработување имаме доста стручни кадри и така натака, никој не ги повикува за вработување. Единствено списоците се прават во партиските штабови на СДСМ и на ДУИ и сега слушаме 400 вработувања, 500 вработувања. Кои се работи во државните институции на високи позиции е тема која ја наметна хакираниот систем на Фондот за здравство, откако Алфа објави дека IT секторот работи без ниту еден инженер. За разлика од нив, Министерството за правда може да се пофали со стручен кадар кој е задолжен за информатичкиот систем. Од 8 лица, само еден е со средно, останатите се од природно-математичкиот факултет и електро. Во Министерството за финансии работат 11 стручни IT лица од вкупно 14, а од МВР велат дека овие податоци се доверливи информации. Но јавноста пак години наназад знае за потребата на шумски работници во земјава. На последниот оглас се бараат нови 407 лица кои овој месец ќе ги прими предпријатието Национални шуми. Истото предпријатие во 2021 година на оглас барало над 400 лица, па од тука е нејасно колку дрвја и шуми има Македонија за огромната потреба од дрвосечачи, редачи и шумски работници. Во јавноста одамна се зборува дека предпријатието е бастион на вработување со партиска книшка, од каде кадрите потоа се распределуваат по другите институции.